Граѓаните и компаниите се помалку користат готовина за да вршат плаќања, а парите ги заменуваат со платежни картички. Така, например, лани повеќе од половина од сите плаќања биле направени по електронски пат со платежни картички. Банкарските шалтери се повеќе клиенти ги заменуваат со своите паметни телефони и речиси сите финансиски услуги ги прават преку електронското банкарство, кое според последните податоци го користат речиси третина од сите што имаат интернет во земјава. Токму овој тренд на масовна употреба на платежните картички како средство за плаќање бил појдовна основа Народната банка од почетокот на годината преку законски измени да овозможи освен банките и нови платежни институции од така наречената финтек индустрија, односно финансиски технологии, да понудат начини на дигитални плаќања за граѓаните и компаниите. За тоа какви типови на инстант плаќања ќе им се понудат на граѓаните, различни од оние што досега вообичаено ги добиваа од банките и на кој начин ќе може да се добијат платежните услуги, разговаравме со вице-гувернерката на Народната банка Емилија Нацевска. Значи, за да може да се изврши некое плаќање, треба да располагате со парични средства на вашата сметка, при што тие нови платежни институции кои што не се депозитни институции, не се банки, нели, ќе треба да ги примат вашите парични средства при отворањето на сметката. Се разбира, за тоа треба да се склучи и договор, како и со банката, во законот наречен рамковен договор, со кој што се обезбедува соодветна заштита на вас како корисник на платежната услуга. И по пренесувањето на средствата на платежната сметка можете да пристапите кон користење на сите услуги кои што ги нуди таа конкретна платежна институција. Со оглед дека во основа се работи за барем она што го покажува светската пракса, се работи за нови институции главно од финтек секторот, значи кои што нудат апликативни решенија, кои што вие можете да ги имате на вашиот компјутер или на вашиот мобилен телефон, преку кои што можете да извршувате плаќања, со тоа што во позадината за користење на тие услуги, таа платежна институција треба да има бројни договори и со деловните банки и платните системи во кои што е поврзана преку кои што ќе се врши преносот на паричните средства, но она што е важно за граѓаните и компаниите е дека при користењето на платежната услуга тие веднаш ја гледаат реализацијата на плаќањата, значи плаќањата веднаш се извршуваат. При тоа, како тип на видови на платежни услуги кои што може да се користат или се познати во светската пракса преку овие небанкарски институции во делот на плаќањата се, например, апликативни решенија со кои што се овозможува, доколку сте, например, на вечера со вашите пријатели, сакате да ја поделите сметката, вие да го извршите плаќањето веднаш преку вашиот мобилен телефон, а вашите пријатели да ви го префрлат соодветниот износ на парични средства уште истата вечер на вашата сметка, и тоа се извршува веднаш. Исто така, например, во интерес на заштита на времето, доколку се наоѓате во маркет и вршите куповка на стоки и услуги, бидејќи и самите маркети, па и други трговци може да бидат агенти на тие даватели на платежни услуги, па и самите да се појават како даватели на платежни услуги, може да ви ја понудат услугата и да извршите плаќање и на комунални услуги, наместо да чекате на шалтерите на банките или пред шалтерите на другите даватели на платежни услуги, исто така, како и разни куповки преку интернет, сообраќајот и интернет купување на разни производи, при што плаќањата се реализираат, не мора да бидат реализирани само со парична картичка, туку може да бидат реализирани и со електронски пари кои што вие ги чувате на тие сметки. Со овие законски измени, всушност, се дозволува влез на нови финансиски играчи на пазарот, кои што ќе им бидат конкуренција на банките во извршување на плаќањата. Па ја прашавме вице-гувернерката што очекува од зголемената конкуренција, односно кои ќе бидат бенефитите за граѓаните и фирмите. Со оглед дека тие ќе извршуваат само една финансиска услуга, платежна услуга, а фокусот на банките е и на останатите банкарски финансиски услуги, како што се депозитни и кредитни работи, управување со ризици, тоа се поголеми, погломазни системи. Секако дека очекуваме, а и светската пракса тоа го покажува, дека овие нови даватели на платежни услуги ќе ја зголемат конкуренцијата и секако ќе влијаат и ќе ги потикнат банките да ги иновираат и собствените
решенија за извршување на плаќањата и да ја подобрат понудата на пазарот. Од друга страна, конкуренцијата се поттикнува и преку поголемата транспарентност. И она што е особено важно и значено да се истакне како придобивка од новата правна рамка е донесувањето на подзаконска регулатива со која Народната банка дефинира 10 најрепрезентативни или така наречени најчесто користени платежни услуги од страна на корисниците на платежните услуги врз основа на искуството на што се навики кај нас во нашата земја, за кои што банките и другите даватели на платежни услуги ќе бидат обврзани на редовна основа да доставуваат податоци до Народната банка, а кои што потоа Народната банка ќе ги објавува на својата интернет страница на компаративна основа за секој давател поединечно. На тој начин се очекува, односно се обезбедуваат брзи и лесни информации за корисниците на платежните услуги при изборот на давателот на таа платежна услуга, било да е банка или друга компанија. Поконкретно, граѓаните ќе може да видат колкави се провизиите што се наплатуваат за секоја од тие 10 услуги во секоја поединечна банка или платежна институција и врз основа на тоа да одберат каде ќе имаат сметка. Првите споредбени податоци ќе бидат објавени во септември годинава. Значи, сите видови на тие 10 најрепрезентативни услуги, како што се публикување на готовина, извршување на плаќања преку соплатен налог, пренос на средства од една сметка на друга сметка заради чисто поддршка на некој член од семејството или плаќање на комунални или други услуги, ќе бидат дефинирани на воедначен начин, значи ќе има и ќе треба да се постигне еднакво поимање и разбирање од страна на сите даватели на платежни услуги и истите во таа форма ќе треба, во стандардизирана форма ќе треба да ги доставува до Народна банка, која што на својата веб страница во компаративен контекст ќе ги поставува и ќе ги објавува конкретно колку пари чини секоја платежна услуга кај секој еден давател на таа платежна услуга. И доколку сакаме да одбереме некоја услуга и да видиме кај кој давател колку истата ќе не чини, ние можеме брзо и лесно до таа информација да дојдеме преку на овој начин преку интернет страницата на Народната банка. Меѓутоа, иако законската рамка веќе од 1 јануари овозможува влез на нови играчи на финансискиот пазар, вице-гувернерката вели дека без оглед што имало повеќе заинтересирани компании, засега се уште нема доставено формално барање за лиценцирање од страна на Народната банка. Секако практичната примена ќе биде најголем предизвик. Правната рамка е поставена, како што веќе споменав, подзаконските акти кои што се врзани со соодветните потребни барања за да може да се добие дозволата се Советот на Народната банка ги донесе при крајот на минатата година, базираат на барањата и стандардите на ниво на Европската унија, нивните прирачници и тоа не е нешто непознато за овој вид на компании. Има повеќе иницијативи, има појавено интерес од страна на повеќе финтек компании. Ние имаме и финтек тело кое што во изминатиот период комуницираше со нив, но формално барање засега се уште нема доставено за да го отпочнеме процесот на лиценцирање. Секако треба време и за самите компании да ја согледат големината на пазарот, финансиската едукација, писменост, интересот на граѓаните, навиките во користењето на услугите, зашто секако од интерес е и од користе и платежната статистика на Народната банка, но на што е многу важно е дека основата, тоа е правната рамка, е поставена и тоа поставена е согласно европските стандарди и барања и од тој аспект ние сме подготвени за самата постапка. Инаку вице-гувернерката Нацевска објаснува дека модернизацијата на платежната инфраструктура преку законски измени е усогласена со европските регулативи токму со цел земјава полесно да се приклучи кон единствениот европски пазар. Но освен новите платежни услуги од небанкарски институции, пакетот законски измени предвидува уште една новина во делот на трансакцијските сметки што веќе ги имаме во банките. Трансакцијските сметки всушност со новата терминологија стануваат платежни сметки. Функционалноста која што сега ја имаат им се обезбедува и понатаму, со тоа што новата правна рамка сега повеќе се осврнува на заштитата на
потрошувачите. Заштитата на општо на корисниците на платежните услуги со посебен фокус на граѓаните како најголеми потрошувачи на стоки и услуги и корисници на најголем број на платежни, зборувам како број на платежни трансакции во нивното секојдневно живење. Она што всушност го обезбедува таа правна рамка како правна заштита покрај нивната поголема информираност која што ја налага и бара законот е обврската на банките и на секој еден давател на платежни услуги да склучи рамковен договор со корисникот на услугата, при што уште пред да го склучи рамковниот договор треба да му понуди информативен документ за висината на надоместоците за платежните услуги кои што ги нуди и да му остави доволно време за да ја донесе својата одлука на информирана основа. Со подпишувањето на рамковниот договор веќе корисникот на платежната услуга, односно граѓаните и компаниите, во една стандардизирана форма ќе биде пропишан тој рамковен договор, веќе на многу попрегледен и појасен начин треба да ги имаат сите информации што се врзани со нивните права и обврски од користењето на платежните услуги, висината на надоместот, начинот на известување од страна на давателот на платежните услуги за висината на платените надоместоци, треба да му доставува редовно извештај, односно изводи, ние што ги викаме за сметката. И во основа трансакцијската сметка сега се заменува со платежна сметка. Меѓутоа, освен досегашните трансакцијски, односно поново платежни сметки, сега граѓаните ќе имаат право да отворат така наречена платежна сметка со основни функции, на која висината на провизиите е ограничена, но ограничени се и финансиските услуги преку неа. Еден граѓанин не може да има од двата типа на сметки, туку треба да одбере или да продолжи како досега, или пак да се префрли на новата сметка со основни функции. Платежната сметка со основни функции може да биде исклучива во динари и може да се поседува само кај една банка, а предноста на таа сметка е што со незе може да се користат платежните услуги, поголем број на платежни услуги, ќе појаснам кои колку, за надомест во разумна висина, кој што треба со законот е пропишана, кој што не сме да надминува 1% од просечниот просек, 12-месечен просечен просек на просечната месечна плата и според сегашниот износ на просечната месечна плата не треба да надминува 31 денар, но таа платежна сметка со основни функции граѓаните може да ја користат само во рамките на своите расположливи средства, односно не може да навлегуваат во така нареченото минусно салдо на кое што имаме ние навика да го користиме, зашто секако, за да ги регулираат тие своји обврски кон банката, бидејќи користат туѓи пари, значи ги користат парите на банката, сега плаќаат повисоки надоместоци и плаќаат соодветна камата. За да може да ги регулираат сите тие своји обврски, треба да пристапат кон банките и да изнедат решение како да ги затворат тие своји сметки, за да го искористат правото на користење на сметката со основни функции. Но, како што веќе кажав, за да може да биде надоместот во некоја разумна вистина, тие треба да ги планираат своите плаќања само во рамките на сопствените средства. Преку сметката со основни функции може да се вршат неограничен број на трансакции, значи во рамките на тој надомест сега пресметан околу 31 денар. Корисникот на таа сметка ќе може да добие услуга за одржување на сметката, да врши неограничен број на трансакции на внесување, на повлекување на готовина, неограничен број на трансакции со дебитна картичка, значи не може да користи кредитна картичка, за тоа треба посебен договор, и да изврши најмалку 5 плаќања од својата сметка кон сметка на други корисници на тие платежни услуги во таа иста банка.